Мече, денес завршуваме со приказните од брајката Грим. Така е, денеска ќе завршиме со приказните од брајката Грим, со последната приказна. Од утре ќе имаме нова авантура со нови писатели. А последната од брајката Грим се вика Златка и трите мечки. Си беше еднаш едно семејство мечки. Татко мечок, мајка мечка и мало мече. Едно утро мајката мечка подготви вкусна овесна каша за појадок, но бидејќи беше премногу врела, таа рече: "Зошто да не одиме на прошетка, додека да се излади кашава?" Одлична идеја, се согласија мечокот и мечето. Па така, ја оставија вратата подотворена и заминаа во шумата. Нешто подоцна едно девојче кое се викаше Златка, поради нејзините руси кадри коси, поминуваше покрај нивната куќа. Бидејќи виде дека вратата е подотворена и бидејќи беше вистински мала љубопитница, влезе без да тропне. Златка дзирна во кујната и виде маса на која имаше 3 чинии од кои излегуваше пареа. Една голема, една помала и една најмала, и кои беа полни со вкусна овесна каша. Не можејќи да одолее, ја грабна најмалата чинија за да проба малку, но камашата беше толку вкусна што за миг ја исрка целата. Па реши да продолжи со поголемата и на крај со најголемата. По некое време таа ја изеде сета овесна каша. Потоа девојчето се мушна во дневната соба, каде најде една голема фотелја, една помала фотелја и едно мало столче. Првин седна на големата фотелја, но и беше премека. Потоа седна во помалата фотелја, но и беше премногу тврда. И на крај седна на малото столче кое беше совршено за неа. Но, крц, столчето се скрши и Златна тресна на земја, со нозете во воздух, а задникот долу на под. Се уште љубопитна, Златка се качи на горниот кат каде што најде 3 кревети. Еден голем, еден помал и еден најмал. Бидејќи беше малку изморена, легна на големиот, па на помалиот кревет, но и обата воопшто не и беа удобни. Третиот, најмалиот кревет пак и беше толку удобен, што само што легна ги затвори очите и заспа. По еден час, трите мечки се вратија дома и кога ги видоа празните чинии и скршеното столче, се запрашаа кој би можел да го направи тоа. Бараа насекаде низ куќата и на крајот влегоа во спалната соба во која Златка мирно спиеше. Малото мече извика: "Видете, таа го сторила сето ова, а потоа заспала во мојот кревет." Девојчето најаднаш се разбуди и кога погледна наоколу почна да вреска: "Помош! 3 страшни мечки!" Потоа јурна по скалите надолу и излета од куќата, оставајќи ги зад себе трите добродушни мечки, кои никогаш повторно не ја видоа. Фала многу, се надевам дека ви се свиѓаше цело ова време што ги читам овие приказни, ќе почнеме и со нови од утре. Така да оставете некој коментар и да се чувате, бидете безбедни и да миете раце. Се гледаме утре, чао на сите. Мече, чао, ким кажеме?